Најпрво ќе ми дозволите од моје име и од името на извршниот комитет на партијата да го честитам овој роден ден и да посакам многу повеќе од овие 300 години што ги кажа Лазе. Мислам дека ВМРО ДПМН е бесконечност, ВМРО е бесконечност, така било, така и ќе биде, нека ни честит роденден. Ќе ми дозволите да им се заблагодарам на сите оние кои што во време кога малкумина веруваа дека ВМРО и Македонија може да успеат, има пркос, има верба, има храброст и застана на првата линија и одлучија да го формираат ВМРО ДПМН овдека во Кичево. Тоа се основачите. Ви благодарам од моје име, од името на ВМРО ДПМН за сето она кое што го направивте за нас изминативе повеќе од 33 години. Ви благодарам и имате мојата почит. Истовремено ќе ми дозволите да се заблагодарам на сите структури на партијата кои што изминативе 33 години камче по камче ставаа и го градеа ВМРО ДПМН овдека во Кичево. Тоа се ветераните на кои што веќе им се заблагодарив, Унијата на жени, Унијата на млади, Патриотскиот институт, сите активисти, местните комитети, кимовите, сите оние кои што изминативе 33 години оставија дел од својот живот за ВМРО ДПМН и за Македонија. Благодарение на вас, ние денеска постоиме и благодарение на вас, ние ќе постоиме за навек. Ви благодарам, да сте живи и здрави. За мене представува секогаш како човек особена чест и задоволство кога можам од овде од Кичево, кој што е роден град на дел од мојата фамилија, на мојот татко, на моите предци, на мојот дедо и така натаму, да зборувам за тоа што се случува денес, но и за тоа што ќе се случува во годините кои што се пред нас, бидејќи за тоа што се случувало во минатото веќе моите претходници овдека зборуваа. И мислам дека беше многу темелно и многу суштински и многу исцрпно, дадоа свој осврт за тоа што било во минатото, но многу е важно што се случува денес и што можеме да очекуваме во иднина. Не секогаш животот бил фер и кон нас, но и кон Македонија и кон ВМРО ДПМН. Но на крајот од денот и животот не треба да биде фер. На крајот од денот најтешките задачи се за најсилните. А таков е ВМРО ДПМН. И кога имало неуспеси, и кога сме тагувале, но и кога имало успеси, кога сме се радувале. Така растевме и дојдовме до ова денешно наше секојдневие, кое што повторно е исполнето со многу предизвици. Може би историски неголеми. Може би сега сме на една раскрсница кога многумина би се откажале, би направиле чекор назад и би рекле не е ова за мене, кревам раце од оваа работа и ќе се посветам на некои други нешта. Но дали е тоа исправно? Дали е тоа начинот на кој што треба да се однесуваме? Јас не мислам дека е така. Јас мислам дека секогаш сите ние имаме по една шанса да покажеме дека тоа е историскиот момент за нас лично, но и за нашите семејства во потесен обем, за нашите семејства во поширок обем и за нашата држава. И за тоа треба да живееме. Материјалното ќе помине. Помалку или повеќе, тоа ќе го имаме во животот.
ќе заспиваме и ќе се будиме со тоа, но тоа ќе помине. На ваков или на онаков начин. Прашањето е што ќе оставиме позади себе. Дали ќе оставиме дела со кои што нашите потомци ќе се гордеат со нас или ќе имаат чувство на грижа на совест. Па дури некои ќе се срамат. Треба да се срама. Така беше и напати во овие повеќе од 3 децении независна македонска држава, за жал, и дел од нашите сонародници кои што направија таква болка, што денеска можеби нивните потомци и се срамат. Но не можам да ви опишам колку сум горд и среќен кога овој 18 август, лето Господово 2023 година, во македонскиот парламент ја видов онаа црвена слика десно од мојата страна, која што значеше пркос, која што значеше одлучност, која што значеше карактер и која што значеше да за Македонија. А во суштина рекоа не. Тоа се оние 44 пратеници од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН и целата пратеничка група на ВМРО-ДПМН. Многумина си го поставуваа прашањето изминативе повеќе од 1 година. Дали ќе издржиме? И со право. И со право, затоа што многу пати во минатото и ВМРО-ДПМН ги изневери македонските граѓани. Прво создадовме еден просечен бизнисмен. Потоа создадовме надпросечни бизнисмени, кои што трчаа по нашите пратеници за да си ја спасат собствената кожа и нанесоа огромен срам на ВМРО-ДПМН и на Македонија, со тоа што позади вас, граѓаните и активистите, за да го спасат собствениот скалп, бараа гласови кога се менуваше името. И тоа не беше случајно. Секој кој што мисли дека е случајно се лаже. И не беа само 8, беа повеќе. Имаше неколкумина кои што беа и на резервната клупа. Да, ова го зборувам од тука, од Кичево, додека ние не ја погледаме вистината во очи, нема да бидеме подобри никогаш. Но ние ја погледавме вистината во очи. И се боревме овие повеќе од 1 година. Пред не цела година. Јавно кажав, еден да ја изневери мојата доверба, вашата доверба, довербата на граѓаните на Македонија. Јас заминувам од политиката. Денеска ќе го слушнете Димитар Ковачевски и луѓето од владата кои што велат дека јас сум се борел за мојата фотелја во седиштето на ВМРО-ДПМН. Па јас бев единствениот кој што пред 1 година кажа дека ако ја изневери таа доверба, јас заминувам. Кој се бори сега за фотелјата? Има ли некој кој што повеќе се бори од Димитар Ковачевски за неговата фотелја или би бил попрецизен за тендерите? Нема. Затоа, повеќе од 1 година помина, дојде тој 18 август, дојде денот кога тие 44 покажа одлучност и рекоа не на бугарскиот диктат. Да за Македонија. И сакам да бидам како и секогаш прецизен до крај. Не беше лесно. Немојте да мислите дека беше лесно. Оти
Ние не се бориме само против оваа влада на ДУИ поддржана од помалиот коалиционен партнер СДСМ. Помалиот. Тие се малите измеќари. Мали, бедни измеќарчиња кои што му слугуваат на Али Ахмети. Тие се тие. Ние не се бориме само против нив. И против нивната бескруполозност. Ние се бориме против многу помоќен противник. Политички секаков. Денеска, во 21. век во Европа, се поставува прашањето за постоење на еден народ, а тој е македонскиот народ. Ќе го има! Ќе го има! Дали ќе го има? Тоа е прашањето. Дали ќе го има? Некој се труди да го избрише постоењето на македонскиот народ. Но овие деца, но овие луѓе кои што овде пред нас ја бранат нашата култура, нашата традиција, нашите обичаи, со овие прекрасни ора кои што денеска ги играат овде пред нас, на овој наш преубав ден, 33 години од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кичево. Денеска во современа Европа, во време кога се случуваат предизвици на светската политичка сцена, верувајте, на тивка врата се поставува прашањето дали овој народ треба да постои и заслужува своја држава. И овој народ, македонскиот народ, денеска е исправен пред можеби најголемиот екзистенцијален предизвик, а тоа е да се избори за себе и за својата Македонија. Дали тоа ќе го направиме? Да. Ќе се избориме сите заедно затоа што ја чувствувам поддршката на народот каде и додам низ Македонија. Во таа борба има многу предизвици, драги браќи и сестри. Многу предизвици. И од внатре, и од надвор. Многумина ќе дојдат до вас, ќе ви ја стегнат раката, ќе ви погледаат во очи и ќе ви кажат све што сакате да слушнате. Се, буквално се. Но внимавајте. Истите тие кои што ќе ви кажат се што сакате да слушнате, позади завесата се договараат со нивните стопани. Кои се нивните стопани? Сите тие кои што не сакаат овој народ да успее и оваа држава да успее. Тие имаат една цел и единствена цел да го поделат народот, да откинат што е можно повеќе од потенцијалот на ВМРО ДПМН, затоа што ВМРО ДПМН после историската победа на локалните избори кога покрај тоа што вие верувавте, малкумина веруваа дека може да постигне таков резултат. Успе, а сите тие знаат и се исплашени дека ВМРО ДПМН после следните парламентарни избори, без разлика дали ќе бидат предвремени или редовни, месеци се во прашање, повторно ќе постигне историски резултат. И знаат дека тогаш доаѓа нивниот крај и крајот на нивните мали, ситни, мизерни политички кариери на сметка на овој народ, напатен, измачен со векови. Треба. Затоа ве молам, немојте да наседнете на тие кои што делуваат како ангели, а волци во душа. Немојте, ве молам, да наседнувате на тоа. Тоа е последната битка. Ако тука попуштиме, сме попуштиле за секогаш. Затоа ве повикувам сите заедно, од овде, од Кичево, да се обединиме околу ВМРО ДПМН. Знам дека и можеби ВМРО ДПМН во изминативе повеќе од 3 децении не било секогаш фер. И знам дека можеби и ние сме грешеле. Да, сме грешеле, луѓе што работат грешат и во име на тоа јас ви се извинувам. Еве, јас прифаќам се на себе. Но ве молам со цела душа, немојте да направиме грешката уште еднашка.
Немојте да дозволиме да не разделат. Мора да се обединиме, да застанеме околу заедничката цел, а тоа е огромна победа на следните избори, силни реформи и Македонија онаква каква што сите ние се сакаме, децата дома да ни останат. Да не зборува Крешимир Крешо Павич дека половина од неговите другари си заминале од овдека. Туку да следната годишнина каже дека половина од тие што заминале се вратиле. Како тоа ќе го направиме? Прво со голема победа, со наша влада, без уцени, и потоа силен реформски процес. Денеска, ВМРО ДПМН ја има честа да го брани и одбрани, може би еден од најмалобројните народи во Европа, тој е македонскиот народ. И колку и да ви кажуваат било какви романтични предлози и идеи, дека ќе направиме вака, ќе направиме така, верувајте, тие ве мамат. Тие имаат цел да ве заведат и да ве измамат. Денеска Македонија со ум се брани. Секој кој што мисли дека со сила може да одбрани Македонија, се лаже. Ние треба да бидеме најмалку двојно поумни од сите останати. Со добра и јасна стратегија. Сите тие кои што заведуваа со силни говори и јака реторика дека овој град бил наш, Македонија до таму, таму ќе го правиме следниот конгрес, завршија како уценети мали просечни бизнисмени. Ако не сакаме така да завршиме, тогаш треба да имаме ум. И честно, многу е важно тоа, честно, утре да ја водиме Македонија. Нема време за бизнисмени во политика. Нема више тоа. Секој оној кој што мисли дека во политиката ќе биде бизнисмен се лаже, со мене нема да биде тоа. Нема поголема ахилова пета за политичар од тоа да биде корумпиран и вовлечен во криминал. Јас разбирам. На крајот од денот и во Библијата има гревови. Се разбирам. Но сега нема простор за разбирање. Сега никого не можам да разберам. Затоа што ова се моменти кога се прекршува историјата за овој народ и за нашата Македонија. Набрго денеска ќе добијат многумина шанса. Многумина ќе добијат шанса. Исто како што ние на локално ниво, веќе во 50 на општини, ВМРО ДПМН ја споделува локалната власт, 43 градоначалника и така натаму. Набрго денеска на државно ниво ќе добиеме шанса. Си, голем дел од вас ќе добијат можност. Секој оној кој што мисли дека влегува во политиката за да биде бизнисмен се лаже. Со мене лично ќе има проблем. Ќе работиме честно, одговорно и посветено за граѓаните. Тоа се современите патриоти. Нема веќе современи патриоти кои што ќе напишат 3 статуси на Фейсбук. Нема такви. Патриоти со 3, 4, 5 статуса на Фейсбук нема веќе. На дело ќе се засукаат ракавите со честна работа за ВМРО ДПМН и пред се за Македонија ќе покажеме колку ние навистина го сакаме народот, граѓаните и нашата држава. Се останато, верувајте ми, е лага. И затоа денеска, додека ова го зборувам, ние сме соочени пред историски епохален предизвик. Денеска Европа, светот прави стратегија како да го скрши ВМРО ДПМН и оние 44 да изгласаат предавнички уставни измени во парламентот скроени по бугарски диктат. Светот и Европа тоа го размислуваат денеска и прават план како да не скршат. Немојте да мислите дека Димитар Ковачевски, Али Ахмети или Бујар Османи се тие.
И немојте да мислите дека е лесно. Не е лесно. Не е лесно. Силна борба се бои. За да се одбрани честа на македонскиот народ, кој што овие корумпирани, ситни функционерчиња владини го продадоа. И целиот македонски народ го ставија онаму каде што векови не успеале поголеми освојувачи да го направат. Дојдоа овие корумпирани, ситни политичарчиња да го предаваат македонскиот народ. Ке се бориме. Не велам дека ќе успееме, не знам. Може би нема да успееме, можда нас ке не нема. Но ќе се бориме до последниот и ќе издржиме, јас ви ветувам, уставни измени под бугарски диктат нема да има. Тоа го имате од мене како ветување. После победата, браќи и сестри, после победата не чека голема работа. Не чека многу работа и јас сум убеден дека заедно со народот, бидејќи нашата единствена подршка е народот, ние не колемичиме на црвените дебели персиски килими во Брисел, нити во Вашингтон, нити во Берлин, никаде. Ние колемичиме пред народот, овој народ. Ова е нашиот капитал, ова е нашата подршка, ова е нашата сила, ова е нашиот мотив. Ова ни е тоа кое што го имаме и за кое што вреди да се бориме. Ја убеден сум дека после следните избори ќе ја добиеме поддршката од народот масовно, ќе имаме мнозинство во парламентот, ќе ја формираме идната влада во Македонија и таа влада ќе поведе кон една иднина која што ќе ги донесе децата дома, овде, заедно со нивните родители. Да нема повеќе мајки, сестри, баби, кои што тажат по своето чедо, по својот брат, по своето внуче. Туку да се радуваат дека тие се вратиле дома во својот роден крај. Онаму каде што најмногу тежи каменот. Тоа е нашата мисија. Се останато е романтика која што за жал нема реалност. Можам многу уште што да зборувам, но сакам сосема на крај уште еднаш да ви го честитам роденденот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кичево, да ви посакам бескрајно многу вакви убави моменти, да ви посакам силна победа на следните парламентарни и председателски избори и потоа заедно сите ние да работиме за доброто на овој народ, за граѓаните на Македонија и за Македонија. Ви благодарам, да сте ми здрави.